Господинот Николовски денес престојувал овде во општина Облешево, во Кочани, во некои населени места и одржал состаноци според мене кои немат визија за решавање на проблемите на оризопроизводители, од проста причина што ние имаме одржано серија на состаноци на највисоко ниво, почнувајќи со министерот Цветков, со заменикот министер Костадинов и така натаму, и утврдивме една динамика која значи потполно решавање на проблемите на оризопроизводителите. Значи, во таа насока беше направена измена на програмата за потикнување, односно субвенционирање на производството и обезбедивме дополнителна мерка од 21.000 денари по хектар. Значи, слушаме дека се разговарало за тоа дека не постои исплата на субвенции и така натаму. Сметам да кажам дека исплатата од минатата недела е отпочната, дел од луѓето не се информирани, може веќе и се легнати на сметките. Значи, лично јас имам со десетици луѓе контактирано кои веќе ги имат добиено средствата и се надевам дека во текот на наредна недела основната мерка не само што ќе биде исплатена, туку ќе се отпочне со исплата на дополнителната мерка од 21.000 денари по хектар, што во овој период значи премостување на проблемот. Значи, ние имаме проблем со најголем дел од откупувачите. Добар дел од тие се блиски на господинот Николовски односно на таа фела и јас би му порачал да се позанимава со тоа зошто и од кои причини ја рушат цената на откупот. Значи, ние во таа насока имавме неколку состаноци со откупувачите, со министерот, со заменикот и така натаму, за да ги детектираме суштинските проблеми и да се најдат соодветни мерки и начини да се реши овој проблем. Тоа е дополнителна мерка од 21.000 денара. Вкупно сега имаме 29.000 денари субвенции, а инаку тие се движеа околу 12.000. Значи, станува збор за значајна поддршка, пак ќе речам, благодарение на таа соработка и на тие контакти кои перманентно ги одржуваме со ресорното министерство и со представници на владата. И ова не е прва година, туку по трет пат ни излегува во пресред владата и министерството во однос на надминување на дадени проблеми со оризопроизводството. Имавме проблеми предминатата година со сланата, пред тоа со рандманот на оризот и тогаш имаше соодветни реакции, односно 30.000 денари по хектар субвенции и 3,5 денари, 2,5 денари по килограм откупен ориз. Пак ќе речам, значи, откако постои Македонија од 90-та година, перманентно сум присутен со проблемите на оризопроизводството, бидејќи од тоа и самиот обстојувам, и дека апсолутно Министерството и владата имале слух за проблемите на оризопроизводителите, се надевам дека така ќе биде и годинава и дека проблемите ќе бидат надминати. Значи, остануваат нејасни прашања од страна на откупните фирми. Од која причина ја рушат цената на домашниот пазар? Од која причина ја рушат цената при извозот? Значи, сметајќи дека меѓусебната конкуренција на извесен начин ќе ја претвора во сопствен профит, а на штета на оризопроизводителите, односно на маката и на трудот на оризопроизводителите е неприфатливо за нас. Значи, ние доколку продолжи една таква политика од страна на откупувачите, ќе преземеме и порадикални мерки. Значи, пак ќе кажеме тоа што се основни параметри за потикнување на земјоделието, за потикнување на оризопроизводството, ние го имаме изборено преку соодветните програми за субвенционирање на оризопроизводството и сметам дека во тој дел апсолутно не држи никаква критика или негативен однос. Дури во некој наврат беше споменувано календарот на исплата. Календарот на исплата ние го договоривме со цел да не бидат уценувани земјоделците, односно оризопроизводителите и субвенциите да можат да им бидат исплатени во текот на откупот, на шпицот на откупот, за да се створи доволен простор да се решават проблемите на начин кој ќе значи зачувување на интересите на директните производители. Немањето на визија и концепт од страна на откупувачите за тоа како треба да се организира и пласира едно производство е друго прашање кое заслужува посебно внимание. Значи, ние немаме организиран настап од нив, немаме условно речено конзорциум на оризопроизводители на откупувачи и така натаму, кои ќе прават стратегија за едно производство кое би обстојувало и натаму со десетици или стотици години.
субвенциите се пуштени, основните. Во разговор со заменик министерот ми рече дека од вторник и среда ќе биде и дополнителната мерка од 21.000 исплатена. Меѓутоа, синдикатот, сакам да кажам за синдикатот, ова не е ни политика, ништо, континуирано, 3-4 години, значи со оваа проблематика се баве. Вака не е било. Еве ќе кажам лани. За 2014. Цената во овој период беше 60 денари, 58 и значи до 56 до нова година околу 56 беше. Што значи сега е 40 денари. И да кажам што се крие тука. Тука се крие само политика. Сите откупувачи и преотувачи се подржувачи на СДСМ и главни играчи у кампањата на СДСМ. Мислам, тоа може да се провери, тоа не е некаква тајна. Тие сите имат по негде 800 декари, кои 1000 декари и така да тие сега целата работа ја креират и ги боткат сите работи. Секојаш пред избори кога има, тие секојаш цената ја намалуваат и фактички сакат да, значи, ги потикнуваат земјоделците на штрајкови, на нереди едно друго. Меѓутоа не е во ред. Ако државата, еве нека кажат за која житна култура до сега е дадено толку пари. Верувајте дека у историјата 3000 дополнителна мерка по единица декар до сега нема добиено. Благодарение на синдикатот и авторитетот на синдикатот, соработката со владата, ние до сега не сме имали, значи, никои проблеми. Проблем имаме со откупувачите, со луѓето на СДСМ, тие се главните играчи и двигатели на сите овие аномалии што потикнуваат нереди и сите тие работи. Јас со земјоделие се бавам активно 5 години. Значи, 5 години секогаш се као трубе, нема субвенции, каснат, нема да дадат, али до сега секоја година се исплатени. Значи, може со закаснување, имало е со години, али секогаш се били исплатени. Значи, по мое, кој не се е, значи нема што да траži субвенции, не може да земе. И мислам дека се шират само дезинформации, дека субвенциите не се исплаќат или некоја дневна политика, али јас ќе се надоврзам на претходните теми. Темата е за субвенциите, значи за оваа година. Значи, неколку наврати со разговори со Министерството, со средби, дојдовме до заклучок дека оваа година треба да се исплатат субвенции по 800 денари од декар или 8000 денари од хектар и плюс интервентна мерка по 2100 денара од хектар или по 20.000 од хектар или 2100 денара од декар. Значи, основната субвенција од 800 денари е веќе пуштена, значи кај мене, и мислам дека и кај добар дел од земјоделците, тие што ги познавам. Значи, кај некој можда малку касне, можда има некои проблеми со документите, со документација. Важно, субвенциите се пуштени. За цената на оризот, значи, јас, моје мислење дека ќе кажам дека е мала цената и дека, пак да речеме, како што викат откупувачите, цената диктира пазарот. И у тај дел, значи, бидејќи цената диктира пазарот, е мала цената, владата излезе у сусрет со субвенционирање, значи, интервентна мерка, да дојдеме пак до некоја цена приближна на ланската година или од полани. Инаку, откупот на оризот тече, значи, тече откупот, али по многу лоша цена за нас. Значи, Па за откупа на оризо можам да кажам да потврдам, значи најпоштено, најреално. Моментално откупот на оризо не иде у најдобар ред, затоа што ние се соочуваме со проблеми и со кризи, наводно дека имаме откуп, на практично немаме откуп. Значи, јас за сега ориз више се занимавам со преку 30 години. Работам ориз, имам над 1000 вреќи дома роба, на неколку места дека отидам да договорам за откуп на ориз, кај мене оризо не се зима. Значи, ланска година ми го зима Халид Бек Гала, има повеќе ми на мене оваа година оризо за сега по турски семиња. Имам и италијанско семе, имам и наше семе, што ги сееме и Андреја и други сорти на ивра, сорти на оризо. Ланска година со турските семиња немаме никој проблем. Значи беше по 60 денара у старт откуп.
арпата се исто земеше, сега значи ние моментално стагнираме. Дека отидам да сакам да го однесам кај фабриките Оризо, нудат ми минимална цена со арпорис. Стават на рандаманката, значи кај некој има нажалост што го земат и по 16 и по 17, кај мене дојде на рандаманката речува ми може да земе по 23 денара. Арпорис на мене 20 денара не ми исплатило. Ако знаеме дека ние добиваме по 600 кг од декар, по 20 денара, тоа са 12.000 денара од еден декар. Видја, имам 10.000 денара давачки. Со препарати, со ѓубриње, соорање, со механизации, со работна, пријавени за плаќање социјално-пензиско здравствено што си е осигуран, ние немаме никаква сметка со таа цена да го дадеме Оризо. Не сме задоволни од цена и не ни тече, немаме откуп. И ако се тврде дека има откуп, нема откуп. Нека се појави по фабриките, значи ние се соочуваме со криза на откуп на Оризо. Лани ни беше 60 денара Оризо, сега ни е многу поевтино. Значи економски неисплатливо. Користам прилика да упатам јавен апел, повик до откупувачите, до новиот заменик министр и до сите кои на известен начин го чинат амбиентот за откупот на Оризо. Сите да дадат допринос во насока на утврдување цени кои ќе бидат во полза на земјоделците, а не политизација на овој проблем. Значи, ние пак ќе речем, имаме серија средби одржано со откупувачите, со Министерството и се надеваме дека позитивно ќе биде решен овој проблем. Значи, она што значи субвенции и дополнителните мерки за субвенционирање се мерка која никој не може да каже дека во овој момент е најпогодната мерка и дека е во насока на надминување на проблемот. Втора работа, однесувањето на откупувачите, пак ќе речем, не доликува на ситуацијата. Значи, треба и тие самите да седнат или со нив да се поразговара, или нив да ги викат, или заменикот министр што бил присутен овде, Николовски, да отиде кај откупувачите, да разговара со нив и да им каже дека таа цена што ја нудите за луѓето не е во ред. А не со голи политики и изреки да се фрла вина врз влада актуелна и така натаму и така натаму. Значи, пак ќе речам, јас сум спремен јавно да дебатирам на оваа тема, нека биде присутен и господинот Николовски и било кој што ќе повикаат, меѓутоа во насока на решавање на проблемот. Мислам дека го имаме поставено на добра патека проблемот и дека деновиве, значи оптимисум дека во наредните 10 дена ќе биде целосно затворен проблемот, меѓутоа пак ќе речем, ќе очекуваме да видиме што ќе се случи. Инаку, по нас цената од 25 денари е прифатлива. Првичната цена која беше утврдена и од страна на откупувачите и од страна на производителите. 25 денари за арпата и 50 денари за белиот ориз. Значи, треба да се побара одговор и од откупувачите зошто не ја почитуваат првично договорената цена. Дали и тие го политизираат случајот? Затоа што пред малку господинот Арсов спомна, секогаш пред избори се политизира проблемот со оризопроизводството и со откуп. Значи, не е во ред на маката на луѓето да се градат политички поени или да се прават политички поени. Секој кој е добронамерен да даде свој допринос во насока на решавање на проблемот, ќе биде прифатен и од наша страна. Меѓутоа, со голи политики и манипулации на земјоделците ние никогаш нема да се согласиме и ќе действуваме во насока да се разобличат таквите игри.